Финансиското образование не учи само за вредноста на парите и материјалниот свет. Не учи за вистинските вредности, како да заработиме и да помогнеме на другите. За ова малку повеќе со мојот денешен гостин. Велат дека најдобрите договори и најголемите бизнис делки се прават на кафе. Така да јас моето прво утринско кафе решив да го испијам со еден човек кој што навистина ги разбира финансиите и се надевам дека ќе успеам да украдам по некој совет од него за да ја збогатам мојата финансиска состојба, се разбира, како на работа, така и дома. Но да не должам многу, со мене е денес Петар Андреевски. Како си ми? Одлично, Жарко. Само ме изненади дека планираш бизнис да правиме. Мислев дека целта на состаноков, односно на кафево е джентлменство и како нели функционирам во мојот секојдневен ден. Да, тоа е така, но види, джентлменски исто така, знаеш како викаат, можеш да научиш оноку колку што можеш да украдеш од другиот соговорник. Нормално дека се шалам. Секој совет е добре дојден. Да, ти благодарам. Ќе преминам одма на ти за да ги избегнеме сите тие формалности, нели. Човек си кој што има завршено информатика, а цел живот се бави со финансии. Како се прави тој транзит од една во друга професија? Жарко, впрочем, обратно беше кај мене. Јас прво почнав да се бавам со бизнис, бидејќи мојата кариера ја започнав уште пред запишување на електротехничкиот факултет. Значи, прво почнав да работам во индустријата на осигурувања, потоа се запишав на факултет за електротехнички науки и нормално потоа го завршив истиот и верувам дека луѓето со технички предзнаења, малку повеќе математика, не лошо се снаоѓаат во бизнисот. Завршувањето на факултетот, дали сметаш дека има голема улога во градењето на бизнисот? Види, кај мене морам да кажам дека да. Верувам дека во информацијските технологии е малку поинаку. Меѓутоа, во финансиската индустрија, да управувате со една компанија, секако дека законска обврска е да имате завршено високо образование, така да мојата кариера немаше да биде онаа која е денес, ако впрочем не го завршев успешно електротехничкиот факултет, иако тоа ми беше пасија уште од студентските денови, информатика, компјутерско инженерство, математика. Сепак по завршувањето на факултетот дојдов до одредена позиција во нашата групација, каде што очигледно беше дека бизнисот повеќе ми се допаѓа и веројатно тоа полека го осознавав како го завршува факултетот, повеќе осознавав дека бизнисот е она што повеќе ќе ми исполни во животот и можеби во одреден момент се запрашував дали можеби погрешив со изборот на факултет. После 17 години во бизнис сигурен сум дека го избрав вистинскиот факултет, бидејќи сметам дека одредени работи беа добра основа за надоградба. Многу е добро кога човек се прашува за своите одлуки, така само и така можеме да продолжиме напред и да газиме кон успехот, нели? Во 2004 година на твои 19 години, почна да работиш како консултант или ме поправи во неформален муабет дека тоа било осигурителен брокер или сейлс агент. Ете така? Да. Како е да се работи толку млад во една поголема компанија? Дали имавте доверба од колегите? Дали имаше доверба, пардон? Жарко, на 19 години не размислувате премногу каква е довербата на вашата околина или ако се одлучите да работите на 19 години, веројатно сте имале потреба за истото. Јас почнав да работам токму поради тоа. Живеев во детство каде што живеевме со една плата, финансиите не ми достасуваа да можам да ги остварам с моите лични цели и дефинитивно тоа беше единствениот начин да ја поправам финансиската слика моја. Така да не размислува во тој многу момент како ме прецепира околината, независно дали колегите или потенцијалните инвеститори, клиенти и така натаму. Единствено ми беше важно да почнам да заработувам и тоа беше почетниот драйв зашто се приклучив на групацијата во која што до ден денеска се уште работам, а мислам дека и тука ќе се пензионирам. Ќе видиме, да. Баш ми е мило. Убаво е човек да знае што сака да прави во наредните 5 до 10 години, а кај тебе во случајов наредни 50. Кажи ми, джентлменството само по себе бизнисот сам по себе е джентлменска професија. Колку сметаш дека кај нас во Македонија постојат джентлмени во бизнисот? Тоа прашање веројатно зависи многу со кого правите бизнис и
веројатно има многу джентлмени во бизнисот, а има и луѓе кои се далеку од зборот джентлмени или не се доближиле до зборот джентлмени, подобро да се изразам. Меѓутоа, ако веќе влезете во бизнис, тогаш тоа ќе биде дел од вашата игра. Треба да се навикнете и на помалку джентлменство и на повеќе джентлменство, да очекувате повеќе, меѓутоа најважно да давате најмногу джентлменство, да се потрудите вие да бидете пример за односите во бизнисот, за односите во вашата компанија, за односите со вашите партнери и на тој начин да го дадете својот придонес и личен пример како сметате дека или како го замислувате джентлменството дека треба да функционира во бизнисот, а секако ако наидете на некој неджентлменски потез од другата страна, за истото да нема многу кукање, да пробате да се справите, да го поминете, бидејќи најмногу можат фаулите или неуспесите да ве научат. Не е секогаш ни добро да наидувате само на отворен пат, понекогаш е добро да имате и по некој камен по тој пат по кој одите. Се сложувам максимално со таа твоја изјава. А кажи ми, што за тебе представува поимот джентлмен? Како Петар го разбира джентлменството? Жарко, некако се спојуваат поимот джентлменство во приватниот живот и во деловниот свет. Важат истите принципи. Во бизнисот тоа се вика етика, во приватниот па и во бизнис светот тоа е исто така давање на аплаузи на сите успеси на луѓето кои се околу вас, да знаете да им го испочитувате она што го сработиле, да знаете да ги вреднувате договорените работи, да ги исполнувате договорите кои сте ги стекнале со вашата околина. Джентлменството значи и почит кон останатите, давање простор да се искажат, давање простор да се покажат, давање простор да растат заедно со вас, заедно со компанијата. Така да, еве, во кратки црти, тука некаде е мојата дефиниција за джентлменство, која во случајов ја поврзувам со деловниот свет и приватниот живот. Од еден неформален муабет што претходно го разговаравме и овој сега сакам да склопам едно прашање што би звучело отприлика кога би требало Македонија да се представи како еден бренд, како ти би го извозил тој бренд? Ако треба да направам една паралела како се ствара бренд, бидејќи навистина компанијата која ја предводам не беше бренд во бизнисот со инвестицијски фондови кога почнавме во Македонија и во таа индустрија. И на другата страна Македонија како држава која е млада и се уште веројатно не е бренд за одредени работи. Да, апсолутно, затоа и го направив паралелата. Да. Добра основа за да створите бренд е да се обкружите со квалитетни луѓе. Тоа е, мислам дека основа за било каков развој. Верувам дека и во политиката би требало да важи истото правило. Квалитетни луѓе. Второто правило е квалитетни луѓе околу вас и третото правило е само квалитетни луѓе околу вас. Нема стратегија, нема многу филозофирање. Мојот став е дека треба да се грижите за луѓето околу вас, да напредувате, да сте фокусирате на резултати, меѓутоа секако да имате став дека околината околу вас треба да е квалитетна и треба сериозно заедно со вас да напредува. Кога ќе споите еден квалитетен тим на долг временски период, несомневно ќе имате добри резултати. Така да вложување во квалитетни кадри, во луѓе кои заедно со вас може да ја градат иднината, независно каде се наоѓате, мислам дека е добар предуслов и за држава, и за приватен бизнис на долг временски период да изградите, еве вие велите бренд, да изградите одреден квалитет, да изградите одредена препознатливост, одредена прецизност, професионалност. Така да верувам дека прво треба да ги качите вистинските луѓе во автобусот, да ги поставите на вистинските места и потоа дајте му правец на автобусот, меѓутоа и да немате многу јасен правец, нема да оди во погрешен. Да, затоа што тие квалитетни луѓе имаат доволно информации во себе за да го одредат вистинскиот правец. Баш да сложува. Кои се за тебе вистинските вредности во животот? Веќе ги начнавме некои од работите. Вистински вредности значи исполнување на договореното,
етика во бизнисот, давање на шанса на луѓето околу вас, без која вредност убеден сум дека нема на долг временски период сериозен успех. Како што реков, давање аплауз на сето она што е заслуга на другите, не присвојување на заслуги на другите, давање можност за развој на колегите околу вас. Значи, кај мене секогаш се движи околу луѓето. Потоа правиме стратегија, а и да немаме стратегија е помалку важно. Важно е да имаме квалитетен тим кој заедно имаме шанси да не однесе на некоја следна точка. Замисли се будиш едно сабајле и во светот повеќе не постојат финанси, не постојат пари како платежна единица. Дали мислиш дека ние луѓето би можеле да функционираме, дека сме толку доволно ментално свесни и развиени, да си земеме оноку колку што ни треба, без да некој не контролира со хартија од вредност? Ова беше джентлменско прашање. Јас имам една обратна стратегија која размислуваме за вложување во дел од компаниите од нашите портфолија. Често на моите пријатели инвеститори им велам, ако вложиме во одредена компанија, дали ти замислуваш утре ден ако ја заклучат берзата, не постои ова што некако вие го кажавте, дали би сакал да останеш сопственик во следните 10 или 20 години, ако не постои берза, не постои можност да ги продадеш акциите, да останеш сопственик во оваа компанија, дали би сакал да истраеш толку долго да бидеш партнер со останатите акционери, и тоа е еден добар предуслов за да избереш дали би сакал да бидеш акционер во некоја компанија. Меѓутоа, дефинитивно крајната цел веројатно на капитализмот е да успееме да доеме во едно општество, каде што ќе има одредена надпревар, одредена шанса да квалитетните победуваат, меѓутоа ќе има и еден механизам на распределба каде што и оние кои можеби немаат квалитети за моменталниот свет, за моменталното движење во економијата, да не бидат заборавени на крајот на нашето секојдневие или општество. А со ова манија што се случува последните неколку години за криптовалутите, дали сметаш дека криптовалутите се навистина еднината на нашето постоење како Нажалост, тука веројатно ќе дадам одговор кој ќе ве разочара вас или околината, меѓутоа јас лично сум меѓу поконзервативните инвеститори. Ги сакам оние стари фундаментални основи за да некаде го вложам својот капитал или да предложам да вложуваат инвеститорите кои ни ја даваат довербата. Не велам дека нема да бидат одредена платформа за пренесување на вредност. Не велам ништо за технологијата која што стои позади дигиталните валути, меѓутоа едноставно моето разбирање за инвеститорството, за инвестирањето не е на ниво да можам да разберам дека би купил нешто за да утре ден очекувам некој да ми го плати тоа нешто поскапо само затоа што очекувам, а не знам точно зошто ќе ми го плати поскапо. Можеби не сум и експерт во истата индустрија, меѓутоа ако ме прашате мене, јас сум еден стар, досаден австријски инвеститор кој веројатно би вложувал во акции, во недвижнини и евентуално обврзици. Не ми се пасија дигиталните валути. Да, интересно гледиште на еден успешен човек од бизнис сферата. Кажи ми, колку пред се во животот, а понатаму и на деловните состаноци е битен изгледот на еден бизнисмен? Жарко, од самиот старт јас бев во продажба. Во продажба значи се гледате секојдневно со потенцијални инвеститори, со луѓе и дефинитивно првиот впечаток кој го добивате за вашиот соговорник е неговиот изглед. Кога се работи за изглед, некогаш не треба и да претерате, бидејќи ако има голема разлика па помеѓу вас, тоа бар мене ме научи искуството, помеѓу вашиот изглед и изгледот на вашиот соговорник, тогаш се ствара една дистанца, така да веројатно изгледот е важен, меѓутоа стварањето на близина со вашиот соговорник е основа која ми помогна да ја градам мојата кариера. Таа близина дел се ствара и со изгледот, меѓутоа дел и со начинот на однесување, а најмногу со давање можност секој да ги каже своите аргументи, своите барања,
и можност да се искаже. Така да слушањето на соговорникот некогаш ми дало многу поголема вредност на самиот разговор, меѓутоа секако дека изгледот посебно кога работите со луѓе, а и кога сте и лежерно расположен, е исклучително важен. Да, дефинитивно нема втор пат за прв печаток, затоа изгледот е важен, а секако левел погоре е разговорот и тоа што каков печаток ќе ти го остави соговорникот. Дали си љубител на вино? Обожувам вино, не сум експерт, меѓутоа посебно црвените вина ги обожувам и веројатно сакам по една чаша црвено вино да испијам на секој ручек, вечера, независно од текот на денот каква ќе биде пригодата. Па ќе те однесам сега на по една чашка вино. Може? Ти благодарам, со задоволство. Одлично. Несомнено е дека парите и финансиската оддржливост се важен дел од нашиот секојдневен живот. Едно од најголемите предизвици за секој поединец и секоја фамилија е управувањето со парите и средствата. Она што е важно и неопходно за да останеме оддржливи е тоа да знаеме како мудро да управуваме со средствата, заради справување со различен вид на животни ситуации, како што е недостаток на средства за итни финансиски потреби. Сигурно сте забележале дека многумина земаат солидна плата на први во месецот, а по само 10 дена веќе ја немаат истата. До следната плата преживуваат, а при земањето на истата одново ги остваруваат сите своји задоволства и трошат без да имаат граница. Ова е резултат со неправилното менаџирање со финансиите и резултат на недостаток на финансиска интелигенција. Може би ќе звучи изненадувачки, но финансиската писменост е ниска, дури и во напредните економии, со добро развиени финансиски пазари. Луѓето мислат дека знаат како правилно да раководат со финансиите, а впрочем немаат прочитано за тоа. Во просек, околу 1/3 од глобалното население се запознаени со основните концепти кои се во основата на секојдневните финансиски одлуки. Просекот крие ранливости и недостатоци и на одредени популацијски подгрупи и уште помало познавање на конкретни финансиски теми. Исто така, постојат докази за висок степен на недостаток на доверба во компаниите кои се занимаваат со овие дејности, а тоа има реперкусии врз тоа како луѓето пристапуваат и донесуваат финансиски одлуки. Сепак, и покрај ниската финансиска писменост, луѓето постојано тежнеа да обезбедат финансиска слобода и зборуваат како сакаат да обезбедат сигурна иднина. Но, овие 2 години кои ги поминавме со корона кризата ни покажаа дека во денешно време ретко можеме да се надеваме на сигурност. Моментално се соочуваме со светска, енергетска, здравствена криза, рецесија. Живееме во период полн со неизвестност. Период и години кои ни покажаа дека доколку сакаме навистина да има финансиска сигурност, мораме да имаме повеќе извори на приходи. Паметното раководење со финансиите е најзначајно за исполнување на нашите желби и само така би можело секогаш да имаме пари на страна и да го исполниме она што го сакаме. Затоа, финансиската писменост е област која може да биде исклучително полезна за оние кои сакаат да научат како одговорно да управуваат со своите средства. Исто така, финансиската писменост им помага на луѓето да станат самостојни и да прават разлика меѓу желбите и потребите, краткорочните и долгорочните инвестиции и слично. Финансиските пазари брзо се менуваат. Технологијата, новите и посложени финансиски производи стануваат наше секојдневие. Опсегот на финансиски производи од кои луѓето треба да избираат е многу различен од она што беше во минатото: хипотеки, кредитни картички, инвестициски фондови, заеднички вложувања и ануитети. А одлуките поврзани со овие финансиски производи имаат импликации за индивидуалната благосостојба. Суштински индикатор за способноста на луѓето да донесуваат финансиски одлуки е нивното ниво на финансиска писменост. Од тука и оние кои водиме финансиски организации, увидовме дека финансиската писменост не е само знаење и разбирање на финансиските концепти и ризици, туку и вештини, мотивација и доверба да се примени таквото знаење и разбирање со цел да се донесат ефективни одлуки за низа финансиски контекст, да се подобри финансиската благосостојба на поединците и општеството и да се овозможи учество во економскиот живот. Финансиската писменост се однесува на знаење, вештини и финансиско однесување. Време е да почнеме да размислуваме на поинаков начин, да почнеме правилно да раководиме со нашите средства и само на тој начин можеме да ги оствариме целите кои ги имаме зацртано. Време е да имаме барем основна финансиска писменост.
И како што тоа обично бива, тоа што ние го ветуваме, тоа и го остваруваме. Чаша црвено вино за здравје преку целиот ден. Со мојот гостин нормално на здравје. На здравје. Се надевам дека ќе ти се допадне. Сакам да те прашам околу, така завршивме со изгледот, ќе почнеме повторно со изгледот. А мојот гостин не можам а да не забележам вратоврската ти е одлична и убаво врзана. Дали сам врзуваш или некој друг ти ги врзува? Кај мене приказната за вратоврски почнува од прва година средно училиште, каде што бев во приватен коледж како стипендист и од првата година имавме обврска да носиме кравати и одела. Меѓутоа, од самиот старт сакав совршено да е врзана и секогаш наоѓав другар кој подобро ја врзуваше од мојата. Така продолжив до 4-та година, се шлепав на другарите да ми ги врзуваат краватите, а така продолжив потоа и во бизнисот, ама бидејќи и сопругата моја не знае добро да врзува кравати, имам задолжителна обврска секогаш да купувам одело од истата продавница. Така да, еве, не толку славна за мене приказна, меѓутоа едноставно сакам да е совршено врзана, кај мене прв пат се врзува кога го купувам оделото и краватата и потоа евентуално ако престанам да ја носам. До тогаш стои врзана. Стои врзана, да. Ете, баш ми е мило, ќе наздравиме за тој муабет. Се надевам дека го погодиме виното по тој вкус и по твој терк. Одлично. Баш ми е мило. Турбулентен е светот во кој што живееш и во кој што работиш, дефинитивно финансискиот свет. Се случило ли на дневна база да изгубиш многу или па да заработиш многу? А да не е она стандардното што викаме ние, си тече? Да, сме имале предизвици. Кога работите на берза, кога работите со акции, секако дека дел од работата е да имате одредени загуби, дел од работата е да им го објасните истото на инвеститорите кои ви ја дале довербата. Меѓутоа, верувам дека истото најдобро се објаснува пред инвеститорот да вложи. Ако добро ја завршите работата при самото вложување од страна на инвеститорот, тогаш да, ќе треба одреден контакт да остварите кога се случува таа загуба на средства, меѓутоа само се подсетувате дека однапред за истото сте се договориле дека ќе постои. Нажалост, имав во мојата 7-годишна кариера во бизнисот со инвестицијски фондови една катастрофална криза, која беше една од најголемите кризи во минатите 50 години, а тоа беше корона кризата, кога берзите изгубија вредност од минус 38% и веројатно тоа беше најстресниот момент во овие 7 години. А најголемата добивка, јас повторно ќе ја врзам со луѓето. Секако берзите остваруваат добивки, инвеститорите на долг временски период се очекува да остварат добри добивки, меѓутоа добивката на нашата компанија, а најмногу моја лична, е денот кога сум го добил секој свој добар колега да биде дел од нашиот тим, кој еве во меѓувреме победува. Така да добивката ми се луѓето, а на берзите постои во одреден момент и финансиски загуби, така е. Да, дефинитивно живееме во едно материјално време. Колку и јас приватно да пропагирам дека духовното богатство е секогаш најбитно, факт е дека живееме во материјално време. Што за тебе представува богатството во животот? Материјалното зборувам. Да. Често го поставувам ова прашање на моите соработници, на моите партнери. За мене богатство представуваат неколку работи. Прво представува стварање на сериозен бренд кој на долг временски период ќе се претвори во систем кој ќе дава сериозна вредност за акционерите, за луѓето вработени во фирмата и се разбира за инвеститорите. Секако во финансиска смисла богатство е да поседувате куќа, од дете сонував да живеам еден ден во куќа. Ги обожувам часовниците, а возењето на добар автомобил е веројатно желба на секој маж. Кај автомобилите има една интересна приказна која е поврзана со мене. Кај автомобилите не успеав во последните неколку години да можам сам да си го изберам автомобилот, бидејќи во 2012 година нашата групација за најдобриот менаџер во продажба секоја година организира надпревар каде што доделува награда за најдобриот Мерцедес C класа и во 2012 година го добив јас. Тешко ќе се разделам, иако веќе годините поминуваат, дојде време за менување, тешко се одлучувам да го заменам токму поради неговата символика за мене и за мојата кариера, бидејќи од тој момент
некако уште во понагорна линија ми тргна кариерата. Да, се надевам дека сега и некоја повисока класа ќе ти доделат, се разбира затоа што Со две дечиња сигурно. Да. Апсолутно, види, тесно е поврзано тоа, како што кажавме, бизнисот и џентълменството и тие добри манири, нормално и како што кажа сон на секој маше да вози добар автомобил, еве ти возиш до сега. Ги спомна часовниците. Часовниците лично за мене се еден аксесуар кој што навистина е многу битен и кој што сакам да го комбинирам со разни делови на гардеробата. Колку часовници поседуваш и дали ти се мили? Три вредни часовници поседувам, кои ги знам да ги користам во различни пригоди. Секако дека би се мили. Два од нив ми се поклон, еден сам си го заработив, сам го купив. Долги години го гледав по аеродроми, по излози. Често одев во продавницата каде што го купив да се ценкам за да добиам прилика и шанса да го купам. Нели, имав посебно чувство, посебен филинг дента кога отидов да си го купам својот прв повреден часовник. Така да ги сакам часовниците, ама нешто што заборавив, а можеби за мене е број еден кога се работи за финансиското или материјалното богатство, а тоа се патувањата. Обожувам да патувам, работам во компанија која дава неколку наградни патувања во текот на годината за своите најдобри партнери. Патувам приватно доста и сметам дека нели остварувањето на финансиска слобода е дефинитивно богатство, меѓутоа богатство е и често да можете да патувате и пробувам кога тоа е можно заедно со семејството, заедно со соработниците често да направиме убави патувања каде што потоа носиме и убави спомени. Како го дефинираш успехот? Тоа многу ме интересира како успешен човек, млад човек, како си го гледал успехот или можеби се сменило нешто, ете една дефиниција околу целото тоа. Пред 6 години бев на едно интересно школување на еден италијански тој беше индустријалец, меѓутоа даваше и консалтинг и мотивацијски обуки, семинари. И една од задачите која имавме како обврска да ја направиме беше да напишеме точни и јасни цели на точен датум за 5 години што планираме да оствариме. Неговата беше препорака да бидат отприлика 10 тие цели, плюс минус, нели? Не мора да бидат врзани само за финансискиот, односно материјалниот дел, меѓутоа да имаме јасно остварени, односно планирани цели. Остварувањето на тие цели за мене е една од клучните мотиви за секојдневниот ангажман. Јас буквално успеав сите 10 цели кои ми беа напишани на тоа парче хартија кое го носев секогаш со мене да ги реализирам. И верувам дека поставувањето на јасни цели, истрајувањето во остварување на тие јасни цели е една од клучните основи за да бидеме успешни. Препораката моја е до секој млад човек, до секој човек да си ги постави своите цели, тие не секогаш мора да бидат во сферата на бизнисот, впрочем имаме или материјални, меѓутоа истрајувањето, не е да имаме желби имаме сите многу, меѓутоа малку од нас имаат реални планови и реални цели за да ги реализираат со своите планови. 10 цели за наредните 5 години. 10 цели за наредните 5 години е топла препорака за секој човек, меѓутоа внимавајте, запишани, добро одмислени и препорачувам од време на време да ги проверите до каде сте, дали одите во тој правец. Можам да ви кажам дека солжи на очите ми дојдоа кога после 5 години на датумот кој ми беше запишан, ги прочитав целите и буквално до последната цел сите беа исполнети во целост. Верувам во системот на јасни поставени цели и колку да звучи сега тоа мотивацијски или како по книга, го препорачувам тоа да го пробате, бидејќи мене така ми звучеше на самиот старт. Сум го читал од дете во книги, не е нешто што јас сум го измислил. Да. Ви кажав дека ми го кажа искусен бизнисмен, меѓутоа можам да ви кажам дека кај мене беше реалност. Нормално и истрајност, неотстапување од истите е клjuč за голем успех. Да, тоа е комплексна наука и Наполеон Хил зборува за тоа од финансиски аспект, а и многу други духовни гурува зборуваат за тоа кога ќе ги поставиш целите и кога мисла да ти е насочена таму.
и самата вибрација и ќе ти дозволи космосот и така натаму се прави една кохезија да се остварат тие цели, но бара истрајност, тоа многу добро кажи, баш ми е мило. А дали за наредните 5 години имаш поставено нови 10 цели? Од тогаш? Сега имаме предизвик затоа што треба да ги поставиме новите цели. Размислував сериозно, дел од нив се поставени, не се сите поставени, бидејќи знам дека поучен од првиот пат дека најверојатно би требало да се остварат. Затоа внимателно ќе ги поставам и некаде во ноември ми заврши тој циклус од целите. Една од целите треба да се заврши и во текот на летово, така да си поставив некој временски период до крајот на летово да ги имам сите 10 запишано, поставено и за 5 години ќе провериме како ќе бидат овие 5 цели. Меѓутоа, кај целите препорачувам да бидат малку поамбициозни, да бидат со можност да реализираме повеќе од тоа што се очекува од нас по автоматизам да го оствариме за 5 години. Да излеземе од комфорт зоната, нели, да пробаме да оствариме нешто друго, да чекориме храбро. Мило ми е што ова еден совет за моје наредно прашање кое што ми го одговори случајно и спонтано, што е тоа што треба да ги мотивира младите луѓе и како ти како успешен човек би ги мотивирал младите луѓе, така да ти благодарам за тоа. Джентълменството непосредно оди со добри манири и добри навики. Колку сметаш дека добрите навики се клучни во градењето на успех? Дефинитивно навиките се основа за секојдневните операции кои ги правиме. Секојдневните операции директно продуцираат резултати, а резултатите помагаат во остварувањето на нашите цели. Така да посебно внимание јас лично обратувам, нормално би сакал да позитивно насочам и младите да пробаат да стекнат што побрзо, што поздрави и што поправилни навики, бидејќи успехот не е случајност, тоа е позната тема, успехот е континуитет на добро воспоставени навики. Без ризик нема награда. Тоа е една моја мисла што сум ја слушнал и ме води понатаму во животот. Во бизнисот, за успех, колку е битен ризик? Видете, кај нас терминот ризик го мешаат со терминот хазард. Да. И би сакал тука да направам јасна дистинција. Хазардот е нешто што е негативно, нешто што значи дека ние сме спремни да жртвуваме нешто што ни е важно за нешто што да оствариме нешто што можеби не ни е толку важно. Меѓутоа, ризик во смислата во која што го има своето значење е најдоброто нешто што може да го превземеме во животот. И нашите деца, нашите најмлади треба да се потрудиме да ги научиме на дистинцијата помеѓу овие два термини и на превземање на ризик уште од најрана возраст. Превземањето ризик значи остварување на своите цели, превземањето ризик значи шанса да имаме одличен живот и убеден сум дека разликата дали ќе направиме успех во Македонија или надвор од неа е само дали ќе превземеме ризик во Македонија или ќе превземеме ризик надвор од неа. Иако има некое помодарство дека самата држава, самиот западен свет е предуслов или единствен предуслов да направиме успех, за мене обратно, предуслов е здравите навики и нели поставување на тие јасни цели кои ги имаме и да секако превземеме ризик уште од најрана возраст. Премногу сме фокусирани на билдање на своето CV, а премалку размислуваме што е таа пасија која секојдневно не води до работното место и не задржува на истото доколку уживаме во она што го работиме. Која е таа пасија? Кај тебе лично? Кај мене пасијата, колку и да изгледа општо, е водење на бизнис. Значи, уживам кога водам бизнис, не се чувствувам дека одам на работа, не се чувствувам дека треба да дојде петок за да бидам посреќен за време на викендот, не се чувствувам тешко ако треба во викенд да направам бизнис или деловно патување, состанок, независно што и да е тоа. Значи, мојата пасија е водењето на бизнис, и затоа се чувствувам дека воопшто не работам, него уживам во секојдневието. Често кога ќе се спомне поимот джентлмен, се мисли и на понежниот пол колку треба да сме фини кон нив, да кажеме. Едно од работите нормално и тоа. Колку Петар е джентлмен кон понежниот пол, поготово кон својата сопруга?
Уживам да бидам джентлмен со мојата сопруга. Обожувам да одиме на патувања кои се исклучиво само за нас двајца. Тоа е една од задачите кои си ги имаме поставено обострано. Така да секако треба секогаш да внимаваме како се однесуваме со понежниот пол и во компанијата каде што или во институцијата каде што работиме, бидејќи значаен развој ќе постигне нашата економија, нашата држава, доколку ги придобиеме и активностите и вредноста од понежниот пол, која се уште не е на доволно ниво, посебно во топ менаџерските позиции во македонските компании, на што посебно внимава нашата компанија и сметам дека ги исполнуваме тие цели. Од друга страна, секако со сопругата внимавам во секој момент да го задржам джентлменството и да внимавам на она што е важно на неа. Колку остануваш джентлмен кога се во прашање оние митови дека на успешните бизнисмени им се лепат жени? Што се случува тогаш? Внимавајте, секако најдобриот парфем за мажите со кој можат некојаш да се намирисаат е успехот. А добриот парфем мириса не само за жените, мириса и за мажите, кога се работи за привлекување на луѓето околу себе. И секако дека успехот секој знае да го намириса или сака да го намириса, бидејќи е убав. Така да тоа не е мит, тоа е реалност. Меѓутоа, од друга страна, ако истото ви е приоритет, ќе ви се случува почесто. Ако истото ви е не е од можностите кои се дел од вашето обслужување, тогаш тоа ќе биде намирисано, меѓутоа ќе остане само на тоа. Да, дефинитивно тоа е вистината. Кажам многу убави работи, кажам многу убави совети, не би одел понатаму затоа што ќе се повторуваме во сите области. Младите за кои што ние често тука говориме да станат джентлмени, да го трасираат патот кон джентлменството, има многу да научат од муабетите што ги кажа. Така да ти благодарам навистина што ми беше гостин, што одвои време да си помуабетиме и поопштиме вака за едни убави теми, затоа што како што кажувам, секоја емисија джентлменството е во вид на изумирање и убаво е кога има вакви луѓе да не потсетуваат дека джентлменството навистина може повторно да се врати на едно големо скарило и да влезе на една голема врата. Навистина ми беше задоволство, ти благодарам и на тебе. Користам прилика да ја поздравам, нели, идејата за джентлменство, идејата за развивање на свеска и младите за джентлменството и ви посакувам уште многу успеси на емисијата. Слушам дека имате одлични и досега. Ти благодарам. Секој е добро. Five things that are very important in my life are my kids, my husband, meditating, reading books, and good manners. Успехот многу често може да биде различно протолкуван од различни типови на луѓе. Успехот може да ви го гледаат онака како што другите сакаат, а не како што вие сте го замислиле. За вистинска перцепција на луѓето, гледајте Македонска телевизија и Джентлмен магазин.